Сигурно среди на Югословенска или на албанска територия. Що рекахме за кои са припадкали в Югославия и в Албания? Жената ще гледате по бело облечена, той на червения кръст. Добро. Задача. Преко методата во туѓа кожа, тоа е метода на играње улоги, да напишете по една биографска приказна. Секој од вас ќе добие ликче со замислен идентитет или со еден имагинарен лик. Во ликчето ви пишува име и презиме, каде живеете, која возраст е и која година е сега. Годината за која што треба да пишувате биографска историја, односно биографска приказна. Ќе ги искористите сите овие знаења и овие фотографии, илустрации кои што ги видовте овој час, за да може да напишете вашата животна историја. Јас ќе ви ги поделам личињата и имате известно време да размислете. Ти дадам 1969 година. Јас сум Софка Ристова, родена во село Медово, во египетскиот дел на Македонија. Денес имам 34 години. Значи денес е 1969 година и јас имам 34 години. И треба да напишам биографска приказна, односно биографска историја за мене. Што се случува сега со мене. По-долго го пишувам или по-кратко? Во неколку реченици, во 5-6 реченици, може и да прочитаме, до дома може и поопштено да напишеме. Размислете 2-3 минути, мислам дека ќе ви биде доволно. 1943 година, јас сум млад пејал по село Плодивишта. Имам 42 години. Плодивишта. Имам 42 години. Професионално сум македонец, моментално сум борец на демократската армија на Грција. Се бориме за нашите права и за доаѓање на власт на комунистичната партија. Ситуацијата е многу тешка, насекаде има војна, а веќе толку време немам видено мојата жена и моите деца. Така, одлично. Друг некој да презентира? Повеќе жени? Денес е 1947 година. Јас сум Ванја Доброва од село Лагер и сум на возраст од 60 години. Имам 2 деца. Една живееме во подобри услови, затоа што македонците се како партнер во демократската армија на Грција. Исто така моите деца учат во училиште и учат на својот мајчин јазик, поради веќе во Грција има отворено 87 македонски училишта и сега затега се добри се надеваме дека након така ќе продолжи. Одлично. Друг некој? Тања Богаш? Денес е 1949 година, викам Левка Маркова и доаѓам од село Цетина. Имам 59 години и сум една од жените кои што ги носат своите деца на границата на грчко-турската граница. Детството се гледа, беше премногу болно, бидејќи децата беа премногу мали, а времето беше променливо и според изгледното време многу деца се разголеа кога јас била мајка и бидејќи јас сум мајка, премногу беше болно да ги гледам таа. Добро. Така некој да... 1948 година, јас сум Ѓорѓе Жованов од село Долно Котови и имам 5 години. Бев однесен во текна патување од неколку дена, од Левегена, пеш преку југословенската граница во интернат во Источна Европа Средемје во Полска. По патот беше многу тешко, немавме јадно ништо, немавме хигиенски услови додека да стигнеме до интернатите. Во интернатите, кога стигнавме во првите неколку месеци, ситуацијата беше исто така тешка, но со оглед на тоа дека сега 1948 година ситуацијата е малку подобрена, затоа што следиме и настава во добро организирани училишта. Добро, друг некој? Лајка? Викам Јана Николова и сум 43 години. Може малку по-добро. Викам Јана Николова и сум 43 години. По национални служители, родена сум во село Козивник. Работам
Денес 1962 година, јас сум на возраст на 18 години, кога што го доживеа многу зрело борбата и покањето од сите страни. Мојата мајка беше учител, како што заедно помогнала да ги претераме децата. Тоа беше беше доволно за мене, зашто имав и јас мали брачиња на кои му помагав. Ајде покажете. Јас сум Миранија Јанева, родена во 1939 година во село Желево. Сега е 1948 година и јас сум 9 години. Одделена сум од моето семејство, уште кога имав 4 години и во моментов сум сместена во интернат во Унгарија. Овде се однесуваат убаво со мене, но сепак не ми достигаат моите родители и моето родно место на живење. Друштво дај да прочитам. Викам Вањо Донет, имам 20 години и сум од село Основновија, Река Македонија. Сега е 1947 година и сам ја се наоѓам во моментот во армискиот логор, но ниту еден момент, ниту еден миг од војната не ми е криво што го минувам во неа, бидејќи моите браќи и сестри учат во училиште на својот мајчин јазик. Миле, викам Вонка Митрови, сум од село Гевна. Денес е 1947 година, имам 12 години и сум една од децата кадечни беговци, протерани од земја. Одошме во својот си геолог Трипеш, се во градинците каде бевме посторени во возот. Сите бевме боси и со некој пач овде. Сето тоа беше многу голмо скачно. Добро, 10